Вечерва во Агенда 35 имаме ексклузивно интервју со Миколаш Ѕоринда, председател на Центарот за европски студии Вилфрид Мартенс од Бристел. Но тој исто така беше и поранешен премиер на Словачка. Премиер во чие време Словачка стана дел од европското семејство. Во ова интервју зборуваме за придобивките што земјата ги имаше од зачленувањето во ЕУ, но и за целата ситуација на геополитичката сцена. Тој има интересни пораки за македонските граѓани. Ви носиме и други интересни соговорници. Останете со нас. Создаде ли руската агресија врз Украина навистина одлучност кај Европската Унија дека проширувањето е неопходно и како безбедносна мерка, или пак создаде само наратив? Ова прашање го разговаравме на панел дискусијата на одбележувањето на Денот на Европа, насловена Обликување на иднината, европската интеграција како двигател на напредокот на Северна Македонија. Во организација на Европското движење, Вилфрид Мартенс Центарот за европски студии и Конрад Аденауер фондацијата. Амбасадорот на Европската Унија во Скопје Михалис Рокас вели дека нема дилема, оти создадена е силна свест, а не само наратив, и дека Европската Унија едноставно и нема друга опција, освен навистина сериозно да се посвети на своето комплетирање. Не постои друг начин за одржување на нашиот мир, безбедност и нашиот просперитет. Треба да ги поврземе сите точки, треба да се ги пополниме сите дупки и треба да имаме навистина искрен и креативен пристап кон дискутирањето, како што председателот Ламберт го кажа претходно, за да знаеме како да продолжиме понатака. И е потребна исто така храброст малку. Воопшто не се сомневам дека навистина го мислите, дека Руската Унија навистина тоа го мисли, имавме Коста, висок представник Калас и беа присутни тука пред некој време и храбро изјавија во тој период, кажувајќи дека Северна Македонија припаѓа на европското семејство и дека навистина сакаме да направиме се што е можно за да се направи, за да се изреализира се тоа. И навистина работиме напорно кон таа цел. Председателот на фондацијата Конрад Аденауер и поранешен председател на германскиот парламент Норберт Ламерт порача дека потребна е поголема креативност и одлучност, особено денес кога остварени се зборовите на самиот Аденауер, дека Европа не може вечно да биде зависна од Соединетите Американски држави. Во одредена мерка, Европската Унија стана жртва на сопствената успешна приказна, инсистирајќи на принципи, на услови, рамковни услови, а тоа не спречува да постигнеме напредок. И оние од вас кои што учествува во нашата церемонија одржана вчера во прослава на 25 годишнината на активности на Конрад Аденауер фондацијата, споменавме и кодексот на Конрад Аденауер, кој пред 70 години побара поголема флексибилност и поголем перфекционизам во постигнувањето на целите. И јас ви сакал сега да додадам на тоа уште една забелешка, тоа уште постара од ова. А дефинитивно е дадена пред започнувањето на процесот на европската интеграција. Во 1950 година Конрад Аденауер, новиот прв канцелар на Сојузна република Германија, во првата година на својот мандат, во еден говор во Минхен, рече: новата состојба на Европа, на мир и слобода, се заснова врз гаранциите на Соединетите Американски држави. Ова нема да трае вечно. Ќе дојде време кога европјаните ќе мора да се грижат самите за своите работи. И ова време е дојдено. Ние сега мора самите да се грижиме за нашите работи и мораме да најдеме нови решенија. Според она како јас ги разбирам работите, нам ни треба поголема креативност и поголема сигурност, доверба во себе си. Амбасадорката на Германија Петра Дрекслер зборуваше за неопходноста од внатрешни реформи во ЕУ, кои би го опфатили и самиот процес на носење на одлуки.
Новата германска влада на канцеларот Мерц оваа промена ја стави високо во своите приоритети, па германската амбасадорка отворено порача дека процесот на проширување на ЕУ мора да биде подинамичен и покредибилен, а процесот на носење на одлуки да стане пофлексибилен, осврнувајќи се на новите геополитички случувања. Се погласни се оние најави за менување на начинот на носење на одлуки. Германија е една од земјите која што се залага за двотретинско мнозинство при одлучувањето. Како ги гледате овие иницијативи и зошто се важни не само од аспект на политиката на проширување, туку и за самата Унија? Време е Европа да почне да се грижи за своите собствени работи. Ние тоа го прифаќаме, но мораме да покажеме поголема одговорност. И прашањето веќе не е дали, туку како ќе го направиме тоа. И ќе мораме да погледнеме во начинот на кој што ние до сега превземаме активности и како донесуваме одлуки. Значи мораме да бидеме сигурни и да бидеме способни да носиме брзи одлуки и да превземеме брзи действија. Денот на Европа инаку традиционално се одржува секоја година, а оваа година се одбележа заедно со прославата на 25 годишницата од постоењето на фондацијата Конрад Аденауер во земјава. Mr. Dzurinda, welcome. Thank you very much. It's a pleasure having you here. Thank you for being invited. You were the Prime Minister of Slovakia in the time when Slovakia became a member of the EU. Can you recall the whole experience and what was it like for you as a politician? Well, I can recall very well because it is not so far away, even though I was very young at that time. Look, it was very emotional, but also very rational and practical journey. We lost some momentum when our neighbors, the Czech Republic, Poland and Hungary, joined the EU, but I wanted a lot. It was my dream to belong to the West, to belong to our, I would say, civilization. I remember very well when President Bush Sr. visited Prague and missed Bratislava. For me, it was a very sad day, and I thought to myself that I do everything in my power to make the country equally recognized as the Czech Republic. So, and I was not alone. There was a very strong generation of politicians, but also population wanted a lot to close one chapter when we lived under the communist and Soviet umbrella and to switch to the world where especially our children, young generation, can see the future. The process was not easy because it was necessary to meet a lot of criteria, political, economic, but it was sometimes I have a feeling that it was a miracle. We did a lot of reforms. And within a few years, we were able to catch up with these three neighbors. At the end of the day, being able to join together on the 1st May of 2004. You said you had support from other politicians, even from the citizens, but do you had opponents on this process? Where did you see the biggest challenges, let's say? The main challenge was to convince people that at the end of the day, we are capable enough to promote reforms which make the country competitive with the others. The other dimension of difficulties stem from the real demand of our partners to close, for instance, old nuclear power stations, which were built on the old Russian reactors. It was very easy to misuse this sensitive issue by domestic opposition, because my predecessor was, I would say, not dictator, but the regime was authoritarian. This is why Slovakia was excluded. In 1997, even in 1997, my home country was labeled by Madeleine Albright, the then Secretary of State in the US, as a black hole of Europe. So these forces did a lot to misuse every difficulty on our journey to both, to NATO and the EU.
to keep it this black hole. Yeah, let's yeah, say. absolutely. Along with this becoming part of the Western free world, what other benefits did your country get from becoming a member? These benefits are very tangible. You cannot compare the country Before and after. absolutely. Yes. The face of our cities, the face of our villages was completely changed. We did a lot of renovation. We modernized our economy thanks to our reforms, but also thanks to the label that the country is more or less a member of the EU. We were able to attract a lot of foreign direct investment. US Steel, huge company, Volkswagen, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroën, a lot of companies from Japan, electronic industry has been born. So the country has been changed not only physically, but also in the substance. We created a lot of jobs. From unemployment of 19%, we went very, very, very quickly to 8, 7, 6%. The second dimension is new possibilities for our children, for the students. A lot of programs, Erasmus Plus. Can you imagine that every child, every lady, every boy could decide if he or she is capable enough and hardworking to study either in London or in Paris or in Vienna under the same conditions as domestic students. For our children, the world has been opened overnight. And last but not least, look, we were able also to introduce euro, the single currency. For me, it was a final confirmation of our political maturity. So it is also in these days a good feeling to go to Vienna, to sit in the restaurant, cafeteria in the Stefanplatz, to drink coffee or to eat Sachertorte, and to pay the same with the same currency as Austrians. As Austrians, yeah. Yes. So I'm speaking about political and cultural emancipation, and this was really fantastic feeling. And the greatest benefit. In our country, the support for the EU is still pretty high. On all polls, maybe 60-70% of population, they really want to join in the EU. But we are facing so many challenges on the way, as you are aware. One problem with one neighbor, then another problem came up. And now the skepticism is slowly but surely also rising. What is your message to Macedonian people? Keep this resolution alive. Look, I have to admit that we lived in these days in completely different external conditions, as it was in our case. We passed through 4 great crises within the last 15 years. Since 2008, when we were challenged by global financial crisis, then in 2015 we were challenged by massive immigration to our countries. Then we have the war of Russia against Ukraine, and before that we had the COVID-19 pandemic. All these crises were also a very good food for the nationalists, for the extremists, which want not only to prevent further enlargement, but also to dismantle the existing structures. If you take propaganda, a lot of disinformation coming especially from Russia, but also from China in these days, you can imagine that these external conditions have been changed to the worse. If 60% of the population in North Macedonia is still in favor of the EU membership, this is a miracle. Congratulations to that. After all we've been through. And you mentioned your internal difficulties.
I realize very well. I followed the case since your discussions or dispute with Greece. You managed that. So I am pretty sure that sooner or later you will be able to manage also the case with Bulgaria. You understand the principle of compromise. This principle is vital for the family of 27 or even bigger family. Sooner or later, I am pretty sure you overcome these difficulties. But I should be honest enough and tell you that there is also an homework also in our side. We need to change our decision making in foreign policy, in security. Otherwise, our decision making will not be effective. This is our role, this is our challenge, this is our domestic homework. There are so many discussions nowadays with new ideas, introducing two-third majority, for example, and avoiding the principle of consensus, not only for enlargement, but in many other areas, as you said. Do you think this is possible in the end, this kind of reform to happen? Because it's a difficult political reform. It is very difficult. It is huge challenge, but what I learned in my life is that there is something like the must. It is the must, sooner or later. Just this morning, I saw the interview before the flight to Skopje. I followed the interview which was given by new German Chancellor, Friedrich Merz. He mentioned explicitly, unfortunately also my home country, Slovakia and Hungary. It is impossible to say in the morning no, in the evening no, and every day. It is very difficult to describe how, but look, defense and security, coalition of the willings have been created. This is reaction on this stupid approach in defense and foreign policy provided by Hungary and Slovakia. Sooner or later, we will decide. We will solve this. Talking about the substance of the process, you mentioned that you were able to do all the necessary reforms in order to become a member of the EU. How important is to keep the process of enlargement based on the Copenhagen criteria and to put these bilateral issues, bilateral problems aside, especially on the Balkans? It's now we and Bulgaria, but tomorrow it can be easily Montenegro and Serbia, or I don't know, Bosnia and Croatia. So how important is to divide these processes? Copenhagen criteria, democratic criteria is vital. Look, it is like football is popular in North Macedonia, isn't it? It is. Can you imagine that one team is playing under rules only with the legs and the other team will help sometimes with a hand? Can you imagine such a game, such a play? It is the same in politics. And I will be very honest vis-à-vis to you. Just a few days ago, I met the best friends from the United States in Valencia on the eve of our EPP Congress. And I was listening all of a sudden that we should not to talk to President Trump about values. We should talk to him only about the interest. I couldn't believe that I am hearing such words from our American friends. If we resign on values, we resign on freedom. If we resign on freedom, we will find ourselves all of a sudden in a new tyranny. Yes, and what's the difference then between the Western world and the world that we're fighting against? That's the case. That's the case. You mentioned USA, and yes, I'm going to ask you about that. It's like the elephant in the room. I mean, you cannot escape the question. How do you estimate the relations between EU and the new? It's not even new now. Trump's administration. Yeah. Beginning of April, I was in Miami with our friends, also with new people, very close to President Trump from the Heritage Foundation. At the end of April, our friends were in Valencia, as I mentioned, and in mid of June, I traveled to New York. Why? Because I am convinced we should keep transatlantic relations alive. The basic approach in these days, my humble recommendation would be keep strategic patience. Mr. President Trump is a man of surprise. He is very explosive, but on the other side, he's also
able to change his view. He's flexible enough. Look at Mr. Putin. He was adoring him only a few days before. He was embracing and hugging him virtually. And 3 days ago he said. And yesterday he said he's completely mad. Yes. So I'm pretty sure that sooner or later it will be possible to find a modus vivendi. Commissioner Šefčovič does a great job. Yesterday I was afraid we will be challenged by huge tariffs. In these days we are buying time. Šefčovič is a hard-working man. He's traveling quite often to the United States. I strongly believe that at the end of the day, in summertime or in September, we will manage these things related to tariffs. So this is one dimension of my thinking. Look, politicians and governments are coming, but also leaving. Nations are staying. The DNA of the United States people, DNA of the EU people, or people in North Macedonia is identical. We belong to the same civilization. This is, and on the other side, we have new axis of devil. We have China, Russia, North Korea, Iran. So we have to stick together. What is new in my head is my conviction that we should go not only transatlantic, but also transoceanic to the Pacific. I am thinking more and more about Japan, South Korea, and the global South. There is huge space for the European Union. And last, but maybe the most important consequence of this new situation in the United States, we need to mature as the EU. We need to be not only wealthy, well-being, but also strong. We need to build our European defense. And how important the enlargement policy is in this regard? Look, Europe will be whole and free only with the countries of the Western Balkans and countries of Eastern Partnership. If we will invite all candidate countries one day to become the members, we will be larger, richer, and stronger. This is obvious. The Western Balkans, the Balkans is a part of Europe, geographically, historically, mentally, culturally. And the same Ukraine, the same Georgia, the same the countries of Eastern Partnership. And my last question is, we talked about the new relations with Washington and Brussels, but also I can feel or see a new relation between London and Brussels. Where do you see Great Britain in this game, let's say? Thank you very much for this point. Very important. I am happy man, because with the UK, we are really much, much stronger. We need not only a lot of troops, we need not only new technologies, we need also very strong nuclear deterrence. Look, as Mr. Putin and Russia is playing with this instrument. We need a strong nuclear component as well, but not only due to this fact. The UK is very strong country economically, technologically. This is a financial center there, but also militarily. So for me, it is really the best news that this new coalition of the willings is being created, and the UK is a part of that. Yes, that will help in a way. Absolutely. Thank you very much for your interview and for all the messages you sent. Thank you, madam, for your interest. Thanks. Монетарната политика во земјава има неколку големи предизвици годинава кои што ќе треба да ги адресира. Прво, да ја сведе инфлацијата до планираните 2,5% на годишно ниво и да ја одржи финансиската стабилност на земјата. За тоа ќе мора да се координира и со политиката на трошење на владата, односно да следи колку и за што властите ќе се задолжуваат. Овие предизвици од почетокот на месецов ги презема новиот гувернер на Централната банка во земјава Трајко Славески. За актуелните ризици на монетарната политика разговаравме со универзитетскиот професор чија специјалност е токму оваа област, Маријан Петрески. Во моментов се наоѓаме во ситуација на релативно добра стабилизација макроекономски гледано.
особено ако ја гледаме инфлацијата, таа би рекол во последниот податок за април 2,6% е релативно стабилизирана, иако се разбира ризиците остануваат на хоризонтот, бидејќи ако гледаме вкупниот учинок од јануари до април оваа година, таа се уште останува релативно висока, значи тие ризици се уште постојат на хоризонтот и треба будно да се следат и соодветно монетарната политика да се поставува и да реагира како што беше ситуација досега за следниот период, да може да ја доведеме стапката на инфлација до, да кажеме, некоја долгорочна вредност од 2%. Вториот аспект кој што е битен кога размислуваме за инфлацијата се разбира однесувањето на другиот клучен чинител, чии што потези се рефлектираат и врз инфлацијата, тоа е однесувањето на фискалната политика. Би рекол дека во претходниот период видовме знаци на фискална консолидација, што е позитивно, меѓутоа се уште таа не е доволна за да може адекватно да процениме дека постои, би рекол, една идеална усогласеност помеѓу монетарната и фискалната политика и мислам дека таа тема ќе остане отворена за анализа и дискусија и во следниот период. И третиот битен аспект според мене се разбира да се одржи високата доверба која што Народната банка и монетарната политика ја ужива во јавноста, сето тоа би рекол низ една транспарентна комуникација со чинителите и со пазарите, каде што се разбира е важен институционалниот интегритет, меѓутоа и личниот кредибилитет. Во врска со фискалната консолидација, професорот Петрески потенцира дека е многу важно, ако веќе државата се задолжува, дали тие пари ќе се трошат за тековни потреби, како на пример плати или пензии, или пак за инвестиции во автопати, железница, енергетски капацитети, болници или училишта. Сега тука зависи како ја гледаме фискалната консолидација. Зборуваме најчесто дека тоа е повисоко трошење од она што економијата може да го издржи со сопствениот капацитет да генерира приходи, меѓутоа мора подетално да навлеземе во структурата на таквите трошења. Дали таквите трошења главно ја поддржуваат потрошувачката или сепак влијаат за структурна трансформација на ова економија. Ако се работи за второво, тогаш не би бил толку загрижен или да кажам иницијално не би бил загрижен споредено со ситуација кога ние имаме остварување на некакви ветувања за зголемување на доходите кои што ја поддржуваат потрошувачката, меѓутоа економијата не создава доволна вредност и заради тоа може да имаат посериозни импликации врз цените. Една од првите теми што се отворија во јавноста веднаш по доаѓањето на новиот гувернер е курсот на денарот и тоа дали и колку е преценет, односно што би значило тоа за идните политики на Централната банка. Петрески објаснува дека не може да се заклучи дали денарот е преценет во однос на еврото само врз база на споредба на инфлацијата во земјава и во еврозоната. Тоа прашање јас би го оставил како отворено и предмет за емпириска анализа. Прво, дали ние имаме таква состојба на преценетост на денарот во однос на еврото, односно директно не би заклучил дека во моментов имаме. Но дури хипотетички да имаме таква ситуација, тоа секако во никој случај не значи дека е тоа било каков повик или основа за веднаш да се премине на било каква корекција на режимот на валутата. Напротив, сведоци сме дека 30 на години фиксниот курс е номиналното сидрото кое што ја обезбедува макроекономската стабилност на нашата економија, што е особено важно бидејќи сме мала и отворена економија. Нашата трговска отвореност, ако ја гледате, таа достигна повеќе од 150% од бруто домашниот производ, да не зборувам за финансиската изложеност кон светот и така натаму и така натаму. Значи, мојот став е дека таа политика која што е успешна во делот на стабилноста, а стабилноста и макроекономската е како битна за оваа економија, дека ќе остане во сила и понатаму. Нема во моментов особено разумни аргументи да се размислува дека тоа нешто би се променило. Од било каква промена на режимот на девизниот курс, сите би имале штета
општеството колективно како штета дефинитивно, затоа што се разбира било каква промена првенствено би се рефлектирала во еден притисок врз цените, бидејќи ние сме мала и увозно зависна економија, така што тоа прашање треба да биде симнато од дневниот ред за било какви дебати и било какво размислување, и мислам дека во таа смисла јавноста и граѓаните апсолутно треба да бидат спокојни. Во светот денес се водат дебати околу тоа дали централните банки треба да останат тивки технократи или пак да одиграат поголема улога во економската, па дури и социјалната политика. Главната дебата се сведува на тоа дали централните банки треба да имаат проширен мандат во делот на климатски промени, борба против финансиската нееднаквост или поддршка на дигиталната трансформација. Лично мислење мое е дека Централната банка главно треба да се држи до своите примарни цели или теми на работа. Тоа се разбира се инфлацијата, девизниот курс, финансиската стабилност и сето тоа во функција стабилноста, во функција на поддршка на растот на економијата. Дури мислам дека комуникацијата на Централната банка, особено во поглед на цените и инфлацијата, е особено битна во ситуација кога имаме турбуленции, какви што ги видовме 22 и 23, за да може адекватно да управува со инфлацијските очекувања, кои што не треба да се вгнездат долгорочно и да представуваат долгорочен проблем во управувањето со монетарната политика. Меѓутоа, ова не значи дека една модерна Централна банка не треба да се фокусира и на други теми кои што ги носи современото време или кои што се наметнуваат како резултат, да кажеме, на една комплексност на економската средина. Тука да ги спомнеме се разбира климатските ризици, зелените финанси, дигитализацијата, финтек, финансиската едукација. Мислам дека во нашето окружување апсолутно се води сметка за овие теми и треба да се води, се разбира не на штета на примарниот фокус кој што го спомнав претходно, бидејќи се разбира тоа ја дефинира поставеноста на една модерна Централна банка во поглед на овие теми, но тоа во никој случај не значи дека сега треба ние да ја замислуваме монетарната политика или Централната банка како зелена или со зелена агенда, туку овие теми се разбира треба да бидат присутни и имплементирани во мера во која што е потребно во алатките на монетарната политика, супервизорските алатки и така натаму и така натаму. Меѓутоа, едно од најрелевантните прашања што лебди отворено во јавноста е дали Народната банка ќе ја преземе супервизијата врз финансиските друштва кои одобруваат така наречени брзи кредити со цел поголема заштита на граѓаните. Петрески смета дека мора да се изградат институционални капацитети за да се регулира ова прашање. Кога размислуваме за ова прашање, треба да се гледа во контекст на капацитетите, да се врши супервизија на некој дополнителен сегмент и во таа смисла јас лично немам некој особено цврст или финален став во тој поглед. Се разбира дека и капацитетот на Централната банка во поглед на вршењето супервизија е, да не велам ограничен, да речам дека е зададен и доколку се додава еден нов сегмент од финансискиот пазар да биде супервизиран, секако дека треба да се размислува како да се надогради, односно да се прошири тој капацитет. Сега, од друга страна, ако гледате кај моменталниот супервизор на тие активности, кај Министерството за финанси, веројатно состојбата во поглед на капацитетите да се врши супервизија е уште полоша. Од трета страна се согласувам со вас дека се некој вид квази депозитни институции и можеби по таа логика тие припаѓаат во доменот на една централна банка. Меѓутоа прашањето мислам дека е валидно да се разгледува и треба да се чујат тука ставовите во поглед на ставовите од страна на сегашниот и евентуалниот иден супервизор и како општество да заземеме став дека ние ќе изградиме капацитет кој што таа функција ќе треба да ја носи. Се разбира во поглед на супервизијата, таму е битно од една страна да не спречувате некаква, да кажам, финансиска иновација, нешто што тие поразлично го прават во однос на основните депозитни институции, меѓутоа од друга страна да обезбедите капацитет кој што ќе може соодветно да ги заштити потрошувачите и во поглед на условите, во поглед на каматните стапки, во поглед на скриените услови кои што беа многу релевантни во тој поглед.
Еден од главните предизвици во глобалниот монетарен пејзаж се и криптовалутите, за кои во последно време од неколку страни се нафрлаат идеи Македонија да го следи неславниот пример на Ел Салвадор и да ги воведе како легално средство за плаќање. Петрески смета дека најголем релевантен предизвик за Централната банка ќе биде воведување на дигитален денар. Ние немаме регулаторна или институционална рамка во поглед на криптовалутите. Меѓутоа, светот се движи напред и во поглед на таа тема и се разбира дека нашите институции, генерално, не само Централната банка, треба во однос на таа тема од некоја состојба само на наблюдување што се случува, веројатно да почнат да преземаат и поактивна улога како нашата економија или општество ќе се постави во таа насока. Мислам дека првиот чекор, разумен, би бил криптовалутите да се признаат како средство за инвестирање, како актива. Не неопходно тоа значи дека тие би биле законско средство за плаќање. Тоа мислам дека во оваа фаза не би било адекватно. И сето тоа веројатно да се размислува паралелно или во контекст на дигитална валута. Централно-банкарска дигитална валута, како што се нарекува. Дигиталните валути се концепт или средство кое што се веќе во процес на развој од страна на развиените економии посебно. Европска централна банка е веќе во напреден процес, би рекол, на развој на дигиталното евро, така што и ние, како дел од тој екосистем, се разбира дека мора да размислуваме во таа насока и на среден рок да се стремиме да бидеме во тек со сите тие случувања. Со нови ексклузивни гости се гледаме повторно за 2 недели во истиот термин и на истата фреквенција. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.